Сега ќе спомнеме на кратко како всушност се формира АТП, иако само на кратко ќе го разгледаме тоа. Нема да влегуваме многу во физиката и значи сега ќе се задржиме малку на АТП синтетаза. И дека ставив само слика за да видиме како всушност шематски би изгледала таа со нејзините бета, алфа сегменти, делта, ипсилон, С сегменти. Овдека е како структурен модел од протеините кои како би се наоѓале во просторот. Но пак и ова овдека долна слика е шематска презентација, нормално гледаме со бои дека се разграничени различните протеини. Но добро, ајде сега да преминеме како всушност се прави енергија и во општи термини сепак објаснето. Тоа се базира на така наречен лот систем, кој всушност се одвива во глобулата горе, помеѓу алфа и бета сегментите. Сега всушност тој лот систем, како што реков, се наоѓа внатре во оваа глобула и е составен од главно речено три сегменти. Значи првично ќе нацртаме еден како круг, значи овако ќе земеме еден круг и тој круг ќе го поделиме на три сегменти. Во центарот всушност ќе ставиме уште еден круг кој ќе биде гама субединицата. Значи овој тука центарот е всушност гама субединица, да земеме некоја друга боја. Многу лошо е направив гама, но нема врска, ова е гама субединица. И сега всушност имаме три субединици, овдека горе ќе направиме горната субединица. И овдека имаме уште две, ова долна субединица, односно постранична и уште една субединица имаме ни остана. Сега овие субединици стојат на местото каде што стојат, но секоја од тие субединици може да се наоѓа во една од три конформациски положби, бидејќи овие субединици се составени од протеини. И секој од овие може да се наоѓа во L, O или T форма. И оваа може да се наоѓа во L, O или T форма, и оваа може да се наоѓа во L, O или T форма. При секое вртење на оваа гама субединица која се наоѓа во центарот, предизвикува да се менува конформацијата на секој. Например, овој е во овој момент L, овој е T, овој е O. Кога ќе се сврти еден круг, овој ќе стане O, овој ќе стане L, овој ќе стане T. Така не, всушност овој ќе стане L, овој ќе стане T и така натаму. Ќе видите. Значи, тоа сакам само да кажам дека има три субединици, дека секоја субединица може да биде во секоја конформација. И сега да видиме како всушност започнува формирањето на АТП. Да речеме дека горнава субединица се наоѓа моментално во O конформација, значи се наоѓа O, и O стои за open. Значи O стои за open конформација. И при тоа АТП, односно ADP плюс еден пирофосфат доаѓа на овдека на едно како празно место, вака ќе го направиме, овдека дека има влабнатинка и тоа ќе може ADP заедно со пирофосфат овдека да остане. Сега при менување на оваа гама субединица која ќе се сврти, оваа O конформација ќе премине во L конформација. И при тоа всушност ќе се подзатворат овие ѕидови, као може да си ги измислите, сега ова нормално не се случува, но ќе се подзатворат малце повеќе, што L стои за loose binding. O стоеше за open site, L стои за loose binding, дека лабаво се врзани. Сега повторно е овдека ADP со пирофосфат, но некако се постиснати. Сега кога уште еднаш ќе се сврти ова гама субединица, така уште еден круг кој ќе направи, ова овдека овој сегмент ќе премине сега во T конформација, при што да речеме дека всушност скоро целосно вака ќе се затвори. Така, значи скоро целосно ќе се затвори и тогашка овој ADP ќе премине во ATP. Јака ќе направиме како со големи, ќе стане ATP. И при тоа гама субединицата пак ќе се сврти уште еднаш и веќе ќе сврти цел круг, така веќе цел круг ќе сврти, така што оваа субединица пак ќе се врати во O позиција. И што ќе се случи кога ќе се врати во ова ATP ќе се излезе? Ова всушност вака ѕидовите сега повторно ќе се отворат. Ова целото место повторно ќе се отвори. Така да земам поголема како четка. Ова местото повторно цело ќе се отвори и повторно ќе може да дојде ново ADP
со пирофосфат и цело време така ќе се менува конформацијата. И оваа промена на конформацијата од О во Л па во Т, а повторно во О, се случува на секој сегмент. Значи тоа се случува и овдека, и оваа поминува од О во Л во Т, па повторно во и така натаму, и исто и на овој сегмент. О, па во Л, па во Т, па повторно во... И едноставно, на местото каде што се наоѓа АДП, односно АТП, во тој момент тој сегмент е, например, во Т форма. Сега, бидејќи сите цело време се менуваат, ако првиот во даден момент се наоѓа во L форма, а вториот да речеме дека во даден момент се наоѓа во Т форма, додека третиот во даден момент се наоѓа во О форма. И како што врти ова централна тоска, овие сегменти значи не се вртат. Ова виолетовиот сегмент, синиот сегмент и црвениот сегмент не се вртат. Тие седат на истото место, но едноставно постојано си ја менуваат конформацијата. Значи речеме дека сега во овој момент се ваха. Горниот, горе е L, виолетовиот е Т, ќе бележи дека виолетовиот е во момент Т, црвениот е L, дека синиот е во О конформација. И сега да речеме дека еден круг направила, мислам, еден вртеж е една третина. Една третина вртеж направила гама субединицата и тогаш би го добиле следно. Повторно дека тука би била гама субединица, но сега горниот дел нема да биде во L, црвениот сега ќе биде во Т, овој виолетовиот сега ќе биде во О, а синиот ќе биде во L конформација. После при наредното вртење, значи гама субединицата ќе направи уште пола круг, значи веќе поминала 2/3 од патот на наредното вртење. Тогаш повторно ќе се сменат конформациите. Значи оваа веќе нема да биде Т, сега ќе стане О, значи ова сега ќе стане О, ова што била О сега ќе стане Л, ова што е Т, Л ќе стане Т, и на крај, при уште едно вртење, веќе 3 од 3, повторно ќе се вратиме на почетниот случај, горната ќе биде Л, виолетовата ќе стане Т, а сината повторно ќе се врати на О. И така цело време всушност се продуцира АТП. Сега некој може да рече како 3 пати се врти централната оска, ама користиме 4 водороди за еден цел круг. Значи нема логика. Еден водород за третина од круг, уште еден водород за уште една третина од круг. Сега всушност искачат дека 4 водороди ако ги поделиме со 3 круга за еден АТП, искачат дека треба отприлика 1,3 водородни, односно протони дека треба за еден круг. И сега ова можеби вака нема смисла, но ова е се пресметано со помош на ослободена енергија и така натаму. И всушност 1,3, ама да речеме како што се зголемува бројот на протони кои се користат, кога станува поголем број, овој број значи ќе зголемина. Така што некаде ќе се сретнат на водните средини и ќе биде како цел број протони. Значи тоа е веќе тешка физика и термодинамика за да се објасни, но ова е принципот на лот механизмот. Значи повторно, Т стои за tight, каде што се прави АТП, L стои за loose, каде што до некаде се врзани АДП и пирофосфат, а О стои за open, каде што се испушта АТП-то и доаѓа ново АДП. Сега пред да го завршиме ова видео, всушност сакам само едно видео да помине, каде што општо ќе видите комплексност на овој процес, односно ќе може да си го видите видеото на интернет, само пишете АТП синтетаза анимација, каде што ќе може да видите всушност малце подетално, мислам не се разгледал баш лот системот, спомнате, но не така шематски, него едноставно во еден вид на анимација како воопшто работи оваа АТП синтетаза и овдека е прикажано кај митохондриите во респираторниот синџир, кој ќе го разгледаме многу понатаму, не е поврзан со фотосинтеза, но едноставно ова ќе ви дозволи некако да цените сложеноста на самиот механизам и колку има некои механизми кои уште не ги знаеме, особено во процесот кој го предвижува која предвижува гама субединицата. Значи, ќе измотаме некаде. Тука го имаме всушност оската, каде што поминуваат протоните и поминуваат од оваа тука алфа субединица, која не е сосема позната, која што има всушност едно место кај што влегуваат, не можам да цртам тука, но
едно место кај што влегуваат протоните и друго место кај што излегуваат и преди тоа се врти оската. Но сепак ова е вака како со шематски прикажано со некои протеини, некои како 3D модели. Но всушност овие протеини и 3D модели имаат целосна сложена хемиска структура со многу странични синџири кои висат на страна и така натаму. Може да си видите, има многу видеа, не само за атипсните тазата, него за сите овие процеси о кои збориме. Секогаш на интернет има некои убави видеа кои може да послужат за поубаво да се дообјаснат работите. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.